Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Од утре започнува со работа испитниот центар за возачи. Амбасадорот на Словенија во посета на Прилеп. Средното општинско училиште Ѓорче Петров беше негова дестинација за насоките за женско претприемништво во текстилната струка преку занаетчиство и одржливост. Науката и јас. Саем за наука се одржа во основното општинско училиште Гоце Делчев, за да се охрабрат младите да ги развиваат своите научни вештини. Техничар за организирање на настани и анимација ќе биде новата струка која промовираше економското училиште за новата учебна година. Маестрална изведба на хорот при основното општинско училиште Климент Охридски и Сдруженијето на жени преродба по повод Светскиот ден на музиката. Времето денеска сончево и топло со летни температури до 33 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Од утре започнува со работа испитниот центар за возачи. Заврши агонијата на прилепските кандидати возачи кои сакаат да се стекнат со возачка дозвола, кои не можат тоа да го направат поради повеќе од 6 месеци неработење на испитниот центар за возачи. Од утре, 4 јуни среда, ќе започне со работа новиот испитен центар за возачи. Тоа ќе го прави Битолската автомото испитен центар Супер возач Джоел Битола во наредните 5 години по овластување на Министерството за внатрешни работи. Тие ќе ги спроведуваат возачките испити за кандидатите за возачи од општините Прилеп, Битола, Ресен, Демирхисар, Крушево и Македонски Брод. Словенскиот амбасадор во посета на Прилеп. Средното општинско училиште Ѓорче Петров беше негова дестинација на која што се говореше за можностите како ините стручни лица од текстилната струка можат да отворат собствен бизнис. Ние во вашата земја веќе повеќе од 15 години инвестираме во различни проекти од развојна соработка во вашата земја. Многи се инфраструктурни, тие се неки поконкретни например. Ние видиме дека наистина треба да се поддржи и зајакни лугата на жените во вашето општество, најдобре кроз предприемништво. Значи да жене имат можноста да се развиват
како самостални претприемници. Учениците ќе добијат сознание за тоа како да развијат свој собствен бренд, како да се стекнат со вештини за подоцна да излезат на пазарот на трудот сами, да се снаоѓаат и сами да се пробиваат. На крајот на краиштата, многу е битно учениците, 9 одделенците, идните средношколци да разберат дека во оваа струка ќе научат да моделираат, да дизајнираат и да изработуваат облека. Нешто кој што можат да го работат самостојно. Обуката денеска е за бренд менаџирање, како да имаат собствен бизнис, како да стигнат до лојални клиенти, да станат препознатливи на пазарот. Видовме од примерите дека имаат визија, дека има капацитет и наше е само да го поттикнеме, да го разбудиме и се надеваме дека во блиска иднина ќе станат и мои колешки. Се одржа саем за наука во Основното општинско училиште Гоце Делчев насловен Науката јас. Целта е да се охрабрат младите да ги развиваат своите научни вештини. За нас како држава, за нас како општина, надарените се многу важно нешто, сегмент кој што треба да го градиме и постојано да вложуваме во нив. Талентот не знае да чека, талентот сега и веднаш треба да биде надополнет и талентот треба во овој момент да му се возможи да излезе, да изрази сето она кое што го има во себе. Во рамките на програмата Влијанието на заедницата на Джонсон Мети, Науката јас, беше организирана обука за наставниците по природни науки, обука за ефективна настава, каде што учествува предметните наставници по физика, хемија, биологија и природни науки. Ова иницијатива е насочена на помладите наставници кои што немаат многу големо искуство, односно работно искуство помалку од 5 години и секако наставниците ментори кои што со своето искуство им даваат поддршка на помладите наставници. Ова е проект кој нашата организација го спроведува веќе втора година. Се спроведува во рамки на меѓународната програма Джонсон Мети, програма за влијание на заедниците. И нашата организација во рамки на овој проект прави поголем број на активности. Првата активност со која што започнуваме, офаќаме и тренираме или правиме обуки за наставници по предметна настава и тоа наставници по природни науки. Економското училиште во Прилеп денес имаше отворен ден. Техничар за организирање на настани и анимација ќе биде новата струка која ја промовираше Економското училиште за новата учебна година. Се наоѓаме во ера на дигитална трансформација во која што компаниите се повеќе препознаваат потребата од стручен кадар и во таа насока нашето училиште излегува во пресред на барањата на пазарот на труд. Во таа насока нашето училиште се стреми да ги следи овие трендови и не само што ги следиме, туку ние и ги креираме овие трендови со програми кои што ги опфаќаат економијата, правото, дигиталниот маркетинг, е-трговијата, туризмот и организацијата на настани и анимации. И така ги подготвуваме учениците за професии на сегашноста, но и професии на иднината. Нашето мото е практични вештини денес и успешна кариера утре. Тоа е наша мисија и се трудиме со реални настани да учат нашите ученици преку работа со насмевки и страст. Компетенциите на иднината не се веќе дополнителни, туку тие се неопходни. Дигиталната писменост, комуникацијските и организацијските способности, креативноста, социјалната интелигенција и лидерство се градат кај нас од првиот ден. А преку партнерства со компании, локални бизниси и институции создадовме мост помеѓу образованието и реалниот свет. Да се биде дел од ова училиште, значи да се биде дел од иднината. И тоа не било каква иднина, туку иднина исполнета со креативност и со многу можности. На крај, слушнете ја кратко маестралната изведба на хорот при Основното општинско училиште Климент Охридски и Сдруженијето на жени преродба по повод светските денови на музиката.
Временска прогноза. Времето денеска сончево, топло, со температура во интервал од 10 до 33 степени. Дуваше слаб ветер од јужен правец. Метеоролозите тврдат дека следува период на сончево и топло време со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи, особено во четврток и во петок. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јуни 2025. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.